Советот на општина Чешиново Облешево даде согласност на одлуката на управниот одбор на јавното комунално претпријатие Облешево за покачување на надоместокот за собирање и транспорт на комуналниот отпад од домакинствата и од правните субјекти. Зголемувањето на цената за услугата кај домакинствата е за 50%, односно од 200 се покачува на 300 денари. Кај правните субјекти процентуално покачувањето е за 4 пати повисоко во однос на досегашната цена. При тоа, малите правни субјекти, односно селските продавници и другите претпријатија од помал обем, наместо 500 како досега, ќе треба да плаќаат по 2000 денари месечно. Големите правни лица пак, кои создаваат и поголеми количини отпад, наместо 2000 ќе плаќаат по 8000 денари. Надоместокот за собирање и транспорт на отпадот корисниците го плаќаат паушално, за да се избегнат високи цени доколку тоа би било според површината што ја користат фирмите. На последната седница на Советот на општината се разгледуваше одлуката на управниот одбор, при што имаше размислувања дека покачувањето кај малите правни субјекти можеби е превисоко, односно дека наместо за 4 пати треба да се зголеми само двојно. Значи, откако ни се доставија материјалите, а и предходно, за седница, ми се јавија неколку собственици. Значи, ако се инсистира, може со име и презиме, на продавници за висина за комунален отпад од 2000 денари. Реакциите беа во стилот дека со зголемување на сумата на 2000 денари месечно ќе се дојде до затварање на самите објекти, бидејќи онака се обременети со лиценца за алкохол, кирија, баждарење на вага, баждарење на каса, фирмарина, намалување на промет со фактот дека населението се намалува и отварање на се поголеми маркети во околните градови, кои се со попримамливи цени. Потоа имат плати на вработените, трошоци за придонеси електрична енергија, санитарни прегледи и други трошоци. Ако дојде до затварање на продавниците, посебно ги потенцирам теранци, кучичине, бурилче, уларци, жиганци и други, знаеме со и бање дека немат колку е тешко, ќе се поттикне уште повеќе силувањето, ќе се намалат приходите по основ фирмарина, по основ комунален отпад, гробишта, вода и слично. Дали за сите продавници, сите дуќани што имат, за сите важи таа категорија, како од тука не се наведени сите, сега има дуќани што држат што изфрлат многу помалку ѓубре од домакинства да плаќат по 2000 денари, и тоа не е. Ако може се дефинира кои спаѓаат тие мали правни субјекти. Мали правни субјекти може да се земат значи продавниците, кафулињата, ресторантите. Тука под 3 производствени преработувачки капацитети, фабрики и супермаркети. Тоа е како жито маркетово, да ти појаснам поточно. Значи, жито маркето не е у исти ранг со малите продавници колонијали. После имаме 8000 денари за преработувачки капацитети како фабрики, во марихуаната, екстра фунги и нешто од тај обем. И сметам дека 2000 денари за угостителски објекти, колонијали, аптеки не би било превисока цена, како што кажа колегата, ќе се затворат. Ако треба да се затворат за 2000 денара, нема зашо ни да се отварат, по моје. Тоа не е некоја, кога полнат по еден контињер, еве сега точно цитирам, Чешиново, маркето што е, полнат 2-3 контињера. Требало би да улезе и со тие со 8000. Моje лично мислење е дека треба категоризацијата да се разгледа уште еднаш. Ја делумно се согласувам со одлуката, со сите, со физички лица, со големи правни субјекти. Само малите правни субјекти мислам дека не се категоризирани како што треба. Треба да се разгледа уште еднаш. Затоа што тука имаме маркети што стварно имат многу отпад, а имаме и мали продавници што немат ни на половина отпад од ни, а се ставени у иста категорија и треба да плаќат по 2000 денари. Само да се направи категоризација кој да плаќа 2000 денари, кој да не плаќа 2000 денари. Поголемите можат слободно да идат кај големите правни субјекти, помалите да останат. И цената да се намале барем на 1000 денара, од 500 да се зголеме дупло на 1000. Со другото комплет се согласува.
Ние како општина и заедно со јавното комунално предпријатие веќе сме навлезени во матрицата со поинакво управување со отпад. А тоа значи дополнителни реперкусии по однос на наплат. Од тука нема отстапување, затоа што постулатите се поставени уште од 2014 година, за да ние сега веќе одеме кон крајните моменти за завршување на самиот проект. А тоа значи устројување по матрицата која налага Европска Унија, затоа што ние ги користиме европските фондови. Совето, заедно со мене, ова е многу битен момент што треба стварно на вистина да го сватите, Совето заедно со мене само дава согласност. Значи ние ние можеме да дадеме моменти за мислење, да едноставно се направи некој баланс или било што според нашите околности, меѓутоа отстапување од тоа нема. Нема, затоа што ние веќе заедно источен, североисточен, тоест регион, веќе се има потрошено 40 милиона евра и ние мораме да се устроиме по таа матрица, во спротивно ќе плаќаме ќе бидеме пенализирани не само како општина, туку и како држава. Поскоро едночасовна дискусија околу покачувањето на цената за собирање и транспорт на комуналниот отпад, советниците преминаа на гласање. Со 6 гласа за, 1 против и 2 воздржани, одлуката на управниот одбор на јавното комунално предпријатие Облешево беше поддржана.